Здраво, Тоше. Здраво и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Мило ми што ставам. Кажи ми, Тоше, на што те потсеќа 1997 година? Далечната 1997 година. Таа година го освоив мојот прв медал и започна мојот живот наречен бодибилдинг и фитнес. Од тој момент едноставно се пронелов таму, го засакав тоа и тоа беше првиот медал кој што го однесов дома, се сеќавам. Таа вечер го освоив во Струга, се вративме негде касно 3-4 наутро. Моите родители со воодушевување го примеа, односно не знаеа да се изредуваат, не знаеа за што станува збор и утро дента кога сите им чеституваа, сватија што направил нивниот син, ти беа најгорите родители и така почна и нивната подршка и мојата приказна која што трае до ден денес. Каков беше твојот пат и како се прослави како бодибилдер? Пат тежок и макотрпен и морам да кажам дека пат кој што навистина поминав многу предизвици додека да стигнам до ова што сум денес, но тоа е една поука до сите млади да работат на своите соништа, бидејќи соништа секој се остваруваат. Цело семејство се бодибилдери. Како изгледа бодибилдирањето заедно како семејство? Вака, бодибилдингот и фитнесот се две слични гранки, но две сосема различни. Со бодибилдинг се занимавам јас, бидејќи сепак е тоа машки спорт, а со фитнес се занимава мојата сопруга од 2014 година, а сега 2023 година нашата черкичка прв пат излезе на надпреварување и мислам дека тоа е нашиот најголем трофеј што успеавме едно од нашите деца да тргне по нашите стапки и да бидеме горда на нејзе, на нејзиниот прв медал освоен и таа да биде горда на самата на себе и што има родители како нас. Тоше, кои се твоите најголеми постигнувања во светот на бодибилдингот? Па мој најголемо достигнување е освоениот медал на Мистер Олимпија Аматер, бидејќи тој медал едноставно со години и години го посакував. И тоа е такмичење кој што сите го гледавме по оние списанија, видеокасети, потоа на YouTube. И едноставно кога одевме во Америка, кога освојуваат другите медал, кога ги гледав со медал на себе, секогаш кога со Габриела знаевме да прокоментираме че дојде ред еднаш ние да го имаме овој медал на себе. Сега не дека тоа финансиски кој знае што ќе ни донесе нешто, но тој духовен, душевен и како да го наречам мир и спокој за освоениот медал е нешто што не може да се опише со зборови. Ова минатата година го освоивме тој медал и навистина сме горди на него. Твојата најомилена храна? Умилена храна, кога збориме за бодибилдинг и фитнес, ми е пилешко и ориз. Тоа е нешто што години и години го користам. Но умилена храна, кога завршуваме со надпревари и сето тоа се полнетите пиперки на мајка ми, кои што после секој такмичење одам во Неготино, таа ги спрема и тој ни е тој фамилиарен ручек, што го сакам навистина посебно. Преубаво. Како го одржуваш балансот помеѓу тренингот, исхраната и одморот? Па знам да кажам секогаш 80-20. Кога збориме за оној рекреативен дел, а кога збориме за оној професионален дел, таму е 100% посветено со све. Збориме 100% тренинг, 100% исхрана, 100% одмор, 100% посветено за тоа што го работиме, но припремите ни се некои 2 до 3 месеца за еден надпревар, така останатиот ден знаеме да балансираме, да имаме време да излеземе, да прошетаме, одмор, фамилија, сето она што го прават сите други го правиме ние, но малку на поздрав начин. Совети за почетници во бодибилдингот и фитнесот? Никогаш да не брзат и да го прават ова стрпливо, бидејќи бодибилдинг и фитнесот не е спорт за еден ден. Ова е спорт што треба да практикуваме цел живот, бидејќи многу пати имам кажано, единствен начин за да имаме здрава старост е фитнес, движење и здрава храна. Тоше, кон што целиш моментално? Моментално целам да бидам подобра личност од вчера, да се надградувам, да работам на себе. Имаме добар тим направено кој што работиме со многу наши клиенти и на многу луѓе помагаме. И можам да кажам дека тој е тим навистина од врвни професионалци, сите кои што се сертифицирани во областа на фитнесот, сите се со високо образование, збориме за личности кои што се доктори на науки, магистри и слично, така кои што можат навистина да променат многу животи. Ти студираш и спортска психологија. Јас студирам психологија моментално и оваа година завршувам на Славјански факултет и здравјата година планирам, ако биде секак што треба, да магистрирам на клиничка психологија и навистина овој факултет е тој што години го барав и конечно многу сум среќен што ќе го завршам овој факултет. Пишуваш и збори за џентлменството и како тоа го поврзуваш со фитнесот? Па многу е тесно поврзано, бидејќи ако знаеме дека фитнесот ни ствара нас едни многу здрави навики, додека сме се уште млади и кога почнуваме со ова, и сите тие навики ние
не треба, туку мора едноставно, како што и практикуваме во фитнес центарот, да ги практикуваме и на улица, во продавница, во банка, било кај да се наоѓаме, веќе ние треба да видиме пример за сите останати што сакаат да се занимаваат со било каков спорт, како треба да изгледа една личност и во теретана, и на улица, и кога вози кола, како се однесува и сето тоа. Познат си и по теми како неверство, брак, жена, маж. Кажи ни повеќе. Па, ги сакам тие теми и навистина често зборувам на тие теми и баш утрово читав некои коментари кои што ги имат оставено под тие теми и многу ми е чудно што поголем дел, посебно од женска популација, секогаш причината ја бара во другиот. Никогаш не ја бараме причината во себе. И навистина често и разговарам на таа тема, бидејќи жената е таа, многу пати кажувам, која што навистина знае и треба да знае како да го сочува бракот. Бидејќи жената е и џавол, и ангел, и лисица, итра како лисица, како животно. Така да, ако дозволи жената, мажот да мисли на друга жена, да добие порака за добро утро од друга жена, ако сака да се сретне со некоја друга жена, ако сака да има интимни односи со некоја друга жена, треба да се запраша таа жена што е грешката во неизе, што тој маж бара во таа жена. Така што мислам дека треба да работиме најпрво самите на себе, однос маж-жена, и мислам дека тие работи многу лесно се разрешуваат и многу лесно се надминуваат, доколку сакаме и доколку вложиме во самите себе. Сакам да кажам дека жената, кога ќе стане наутро, треба да му испрати порака на мажот. Здраво злато, како си, добро утро, има убав ден. Исто да го направи и мажот. Не да испраче на трета особа, туку тоа да биде на тој што е најблиско од тебе и тој што си го сакаш. Изненади го, покани го кога е на работа, на пауза да излезете на ручек. Кога ќе ти дојде дома, купи го најсексиот долни веш, облечи се во него, да му бидеш привлечена на својот маж. И мажот исто така треба да внимава на својата хигиена и сето она што е кон својата жена. Така секогаш кажам, тоа е заедно нешто што треба да се чуе и него. На кој начин ги поддржуваш луѓето да ги постигнат нивните цели во секакви тематики и билд? Па низ разговор баш на секоја тема и се повеќе и повеќе прашања имам на моите профили од луѓе кои што навистина им треба помош од различна сфера. Секој има некаква потреба во животот и слушајќи ги моите рилсови видеа кои што ги постирам на моите социјални мрежи, голем дел од нив се пронаоѓаат и во тоа што сум го поминал јас. Така во тој взаемен разговор навистина многу луѓе имам помогнато и кога ќе прочитам некоја порака пред толку и толку години, тогаш ти ми помогна, сега сум јас веќе сум го надминал тоа, сум успешен како човек, доктор, без разлика што е да е, тоа е најголема горда за мене. Тоше, кои се твоите најдобри стратегии за подобрување на физичката и менталната издржливост во фитнесот и бодибилдингот? За менталната, читање на книги. И тоа дефинитивно стоам за тоа, бидејќи како што вежбаме во теретана, за да ги билдаме нашите мускули, да изгледаме убаво, привлечно, треба да го вежбаме и нашиот мозок. А единствен начин да го вежбаме нашиот мозок е читање на книга. Затоа препорачувам, без разлика на која возраст да е, задолжително и обавезно прочитајте барем една книга месечно. Најголеми влијатели и инспирации во светот на бодибилдингот и фитнесот? Па кога бев мал, еден од идолите ми беше Кевин Леврон. Тој е еден од најуспешните 5 бодибилдери во светот. И по некои тек на околности, после 20 и повеќе години, Кевин Леврон е денес еден од моите најдобри пријатели. Пред минатата година беше и кај нас на гости дома, заедно со моето синче свира гитара, пеа песни од Металика, заедно спремавме за јадење. Кога бевме сега во Америка, бевме заедно и кај него дома и на штандот, така што тоа се едни од соништата кои ми се оствариле на мене. Наистина сум посебно горд што и ден денес да отидем во мојата спална соба во Неготино, се уште стои постерот од Кевин Леврон, што сум го имал пред 25 години залепен. Кои се твоите најомилени суплементи и како ги интегрираш во својата исхрана? Па јас знам често да кажам, Формула 1 е оден обичен бензин. Така и ние спортистите имаме потреба од дополнителна исхрана, бидејќи мене ми треба негде 250 до 300 грама само внесна протеини, а тоа во месо значи негде околу 2-2,5 килограми месо да изедам во текот на денот, што е навистина многу, и затоа внесуваме протеинска храна, БЦА, глутамин, она што е навистина стварно потребно за нашите мускули, за регенерација на нашите мускули, за да може да продолжиме утре дента да имаме сепак такви интензивни тренинзи. Најефикасни тренинг методи за губење на маси и формирање на телото?
Најефективни методи дефицит на организмот. А тоа значи да внесуваме помалку, а да трошиме повеќе. А тоа значи ако внесеме 1000 калории во текот на денот, да потрошиме 1500 калории. Тогаш е најефективен метод. Тоше, кој дел од припремите ти оставиле највеќе впечаток? Имам работено со голем дел на професионалци од светот на бодибилдингот, како што се Мауро Саси, еден од топ тренерите во светот, Драган Пауновиќ, Љубивој Бакич, но најголем впечаток ми оставил господинот Петар Челик. Петар Челик е еден основач на бодибилдинг во бившите ју простори. Првата книга која што ја допрев во моите раци од бодибилдинг и човекот кој што започнал да вежбам е токму господинот Петар Челик. И после толку години, 2003 година, работев со него и 2007-2008 година се спремав за светско првенство, работечи со него и неговите припреми беа навистина специфични. Морав да јадам по 50 цели јајца на ден и Габриела секогаш кога одеше да купе во продавница јајца, мислеа дека имаме сладкара, веќе бевме нови во населбата, така да се разберив, ми беше чудно сето тоа. Кажи ми, дали постојат мрзеливи луѓе? Па постојат, како што не се исти прстите на раката, така не се и луѓето исти. Така да, но јас секогаш стоам за тоа дека мораме да работиме на себе. Бидејќи нашето тело е единствено место каде што мораме да живееме и мораме да вложиме во себе овие години, за на постари години телото да ни возврте најдобронамерно. Бидејќи нема друг начин за да имаме поздрава старост. Единствен начин е тоа да се движиме, најмалку по 10.000 чекори во текот на денот, да се храниме здраво, ако можеме и фитнес или било каков спорт да негуваме, така тоа е единствен начин. Тоше, вашата сопруга исто така бодибилдер.